Темава. Се едно плата си е плата. Меѓународен ден на еднакви плати. Мартин, вниманието е кај тебе, ти разговараш со председателот на Сојузот на синдикати на Македонија. Повели. Токму така, Јована и Бранко, добро утро, меѓународен ден на еднакви плати, а утрово, како што најавивте, наш гостин, односно нашата екипа е гостин во Сојузот на синдикати на Македонија, а гостин во Македонија наутро е председателот господин Слободан Трендафилов. Господине Трендафилов, добро дојдовте во Македонија наутро. За почеток, Државниот завод за статистика излезе со податок дека просечната нето исплатена плата во месец јуни изнесувала 41.939 денари. Дали граѓаните кои земаат минимална плата може да ги исплатат трошоците со оваа плата која ја предвиде Државниот завод за статистика, односно пресмет? Прво, добро утро и благодарам на можноста да бидам ваш гостин. Просечната плата можеби и не отсликува реалната состојба во Македонија, ако имаме во предвид дека некаде околу 350 до 400.000 граѓани во Македонија примаат плата под просечната плата. И тоа треба да биде сериозен показател дека работите не се одвиваат баш во правилната насока. Ако имаме во предвид дека синдикалната минимална кошничка изнесува 61.200, во која 22.300 денари се потребни само за храни, за пијалоци, за прехранување, односно за минимум услови за некое достоинство во тековниот месец да можете да го прехраните вашето семејство ви се потребни, а тоа е многу блиску до висината на минималната плата. Просечната плата, како таква која пресметува Државниот завод за статистика, овозможува само раст на платите на функционерите со забрзано темпо, имајќи во предвид дека нивната плата се пресметува просечна плата по коефициент на сложеност. Се надеваме дека од месец март наредната година, кога и вработените ќе ја добијат оваа пресметка, ќе значи едно поголемо зголемување на платите помеѓу 10 и 15% на сите вработени, особено во јавниот сектор, а во приватниот сектор, онаму каде што сме пак синдикално организирани, ќе биде и повеќе. Споредбено со земјите од регионот, каде се наоѓа Македонија во однос на платите? Па за жал, ако ја земеме просечната плата или пак минималната плата како параметар, ние се наоѓаме на дното на скалата. Тоа е загрижувачки податок, ако имаме во предвид дека сакаме да бидеме во друштво на европски земји со европски вредности и со европски плати. Денеска, за жал, во Македонија имате се повеќе и повеќе работници кои одат на работа, патем се сиромашни. Ова го говорам од една причина, тие со платите кои ги примаат не можат да покријат ниту синдикалната минимална кошничка. Ако вие примате плата до 30.000 денари, со две плати такви нема да можете да ја покриете синдикалната минимална кошничка, или пак ви се потребни 3 минимални плати, или пак и просечната плата и една минимална плата се нешто што ќе ја покрие синдикалната минимална кошничка, и тоа треба да ги загрижува сите, и токму поради тоа ние се бориме за раст на платите на вработените во сите сектори, не само на најниско платените работници, односно растот на минималната плата, туку и раст на сите останати плати. Така, често правите анализи, истражувате во кои сектори најчесто се највисоки платите, каде се најниски? Споменавте кај функционерите постојано растат платите, но некаде стагнираат. Во кои професии се највисоки плати? Највисоките плати ќе треба да провериме согласно Државниот завод за статистика, меѓутоа тоа се во IT дејностите и во телекомуникацијските дејности. Меѓутоа најниските плати онаму каде што работат најмногу вработени се во градежништвото, угостителството и туризмот, во некои други дејности како текстилот, кожа и чевли, производство и слично, така да огромен број на работници со оние 350.000 кои примаат плата помеѓу минимална плата и просечна плата, и тоа е навистина сериозно загрижувачки податок кој треба навистина да биде сериозно земен во предвид од страна на креаторите на политиките во процесот на подготовката на законските решенија или пак подпишувањето на колективните договори за раст на платите на вработените. Така. Господине Трендафилов, изминатиот период владата најавува замрзнување на цените на производите, на неопходните производи, или пак намалување на маржите, но се уште немаме никаков резултат од таа најава. Кој е вашиот став во однос на ова прашање? За жал, во подготовката на оваа активност на владата или на подготовката на оваа мерка, ние како ССМ не сме вклучени, меѓутоа сметаме дека истата и како е потребна на граѓаните и нешто добро што може да се случи што поскоро.
Ова го говориме од неколку причини. Сметаме дека основата треба да биде од синдикалната минимална кошничка, делот за храни и пијалоци. Оно што најмногу има потребно на граѓаните и на работниците да биде со намалени цени или пак со намалени маржи на крајот на криштата. Меѓутоа, тоа што сакаме да го упатиме како порака од тоа што можеме да слушнеме преку вас, преку медиумите за процесот на креирањето и на подготовката на ваквата мерка е да не дозволиме цените да бидат замрзнати на денешното ниво. Денеска цените се премногу скапи и сите тоа го зборуваме. Денеска ме радува тоа што и владата го зборува истото, меѓутоа и други релевантни институции, и да треба првично да се размисли да се вратат цените на едно претходно ниво кога беа пореално ефтини или пак пореално скапи на крајот на криштата, за да можат граѓаните да си ги овозможуваат. Не треба да дозволиме со замрзнување на цените да овозможиме дополнително богатење на ионака алчните гасти. Така. Во едно интервју неодамна изјавивте дека 25.000 граѓани во нашата држава добиваат плата во плико. Како да се спречи сивата економија? Ние како ССМ напорно работиме согласно ресурсите со кои располагаме да ги подигнеме свеста од сузбивање на сивата економија. За жал, во Македонија, според податоците на Управата за јавни приходи, 10.000 работници примаат плата под минималната плата, односно од 1 денар до 22.567 денари, што треба да биде многу загрижувачки податок. А додека, за разлика од нив, на 22.567 денари или прагот на минималната плата го добиваат 25.000 работници. Што ќе рече дека овие работници или незаконски примаат плата на своите сметки, или пак примаат плата во плико за разликата на која е над висината на минималната плата. И од тука се поставува и другото прашање, кое според независната анализа на експерти по економија покажа дека близу 250 милиони евра на годишно ниво се краде државниот буџет само заради неуплаќање на придонесите. Тоа значи дека огромен паричен тек, огромен паричен прилив, особено кај работниците, се одвива преку исплата на плата во плико, и оваа појава која успеавме да сузбиеме во минатото се враќа и така како на широка врата во Македонија. Сметаме дека поголемите и зачестените контроли, особено поради тоа што сите знаат каде се случува оваа појава, ќе придонесе за дополнителна финансиска инекција на буџетот поради придонесето од задолжително социјално осигурување и потоа и зголемувањето на платите поради тоа што во буџетот веќе ќе имаме средства со кои ќе можеме да направиме зголемување на платите. Меѓутоа, представниците на владата треба да ја сватат пораката која им ја праќаат овие злонамерни работодавачи, дека нив не има проблем да ги платат работниците добро, туку проблем има да го платат делот од колачот кој следи на државата заради придонесето од социјалното осигурување. И тука државата во минатото пред оваа влада, сите претходни влади не успеа да се изборат со оваа појава. Сметаме дека оваа влада е на добар пат да почне таков процес и на таков начин да обезбеди финансиски средства во буџетот, кои ќе значат повисоки плати, повисоки пензии, повисоки социјални додатоци на социјално ранливите категории на граѓани. Минималната синдикална кошница за месец јули според вашите пресметки изнесувала 60.570 денари, во моментов ја подготвувате за месец август. За месец август беше 61.199 денари, сега се подготвува за месец септември. Ќе биде ли поголема или од месец јули до месец август синдикалната минимална кошничка порасна за 600 и нешто денари, што е многу лош показател. Тоа значи дека или се на големо пораснало во смисла на цените, или пак од друга страна граѓаните се далеку посиромашни. Дополнителен загрижувачки показател кој го покажува синдикалната кошничка, која пресметуваме ние, е тоа што 4.600 денара е зголемено од почетокот на годината, или пак некаде околу 7 до 7,5% е зголемена вредноста на синдикалната кошничка, која патем не покажува со колку можеме да преживееме, туку колку дека на функционерите треба да им покажеме дека не се живее ни со толку. И тоа што нас не загрижува е процентот на инфлацијата кој излегува од статистика која е некаде околу 3%, а разликата со синдикалната кошничка е близу 7,5% или разлика некаде околу 4%, покажува дека нешто не е реално во Македонија и дека ние кога одиме во маркети да пазариме, да се прехраниме и да ги прехраниме нашите семејства, од ден во ден купуваме се поскапи производи и патем купуваме се понеквалитетни производи и како да забораваме на квалитетниот живот и на достоинствениот живот кој ни следува на сите нас.
Така, господине Трендафилов, на крај на нашиот разговор, очекувате ли платите да растат во идниот период? Да, јас сум оптимист дека платите ќе се зголемуваат како што се зголемуваа претходно. Ние како ССМ успеавме за последните 2 години да ги зголемиме платите помеѓу 28 и 56% и се надеваме дека ќе има разбирање и од другата страна од работодавачите во приватниот сектор, меѓутоа и од владата, од другата страна ние наши партнери се социјални партнери и владата и работодавачите во приватниот сектор и се надеваме дека ќе го продолжиме трендот на раст на платите, особено поради тоа што најниските плати се токму во Македонија, а нашите граѓани се иселуваат токму во оние држави со кои треба да се мериме, тоа е Црна Гора, каде што минималната плата ќе биде 600 евра за основно и средно образование, односно помалку квалификувани работници, 800 евра за високо квалификувани работници и со високо образование. Босна и Херцеговина веќе не претрка со 500 евра минимална плата во Република Српска, во Србија ќе биде минималната плата повеќе од 470 евра од почетокот на наредната година и сметам дека сме на добар пат да ги изнесеме нашите барања, односно нашите ставови и нашите видувања и да најдеме заедничко решение со нашите социјални партнери за растот на платите. Господине Трендафилов, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутре. Ви благодарам. Јована Бранко, разговаравме со господин Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Наша тема беше токму платите и трошоците за живот на граѓаните.